јазикот во Македонија каква е? Како би ја опишал? Значи, би ја опишал како релативно добра со тоа што остануваат уште многу работи да се направат, прашање бидејќи јазикот се развива, животот се развива и така натаму. Значи, тоа е прашањето на употребата на стандардниот јазик во сите области на јавната комуникација, почнувајќи од администрацијата, па потоа школството, па потоа телевизиите, па потоа издавањето на книги, значи книги во печатена или во друга форма и така натаму. Значи, има многу работи кои што треба да се направат и кои што се надевам дека ќе се направат за да се подобри состојбата. Значи, јазикот е една категорија што не може да заврши, да се рече сега е добро. Никогаш не е добро, туку секогаш треба да се доправува, да се мазни, да се дотерува и така натаму. Професоре, има два момента кои што ете би сакал на почетокот да ги поставиме како теза, тоа е улогата на македонскиот јазик во спорот со името и што доколку се промени името. И вториот дел е оној многу важен за дел од јавноста закон за јазици нов донесен во собранието и како евентуалната употреба на албанскиот јазик влијае на употребата на македонскиот јазик, односно дали го загрозува. Еве да почнеме со првото. Зошто е јазикот многу важен токму во овој спорот со името и дали при било кое решение кое што би произлегло, дали со променето, дали со исто име, јазикот кога не би се водел како македонски, дали истиот во моментот престанува да значи или тоа е јазикот на кој што ние сме родени, учени, не е загрозен воопшто? Значи, ние не можеме да го смениме јазикот. Тој, како сакаме да го наречеме, тој ќе биде македонски јазик. Единствено ќе остане македонски јазик според тоа како луѓето го нарекуваат и како си го употребуваат. Мислам дека во спорот со името, што го кажувате, и сега се одвиваат преговори, се надевам интензивни преговори кои што ќе доведат до едно прифатливо решение. Не сме да се чепка во категоријата јазик, именувањето на јазикот, тој е македонски јазик, точно е дека тој е словенски јазик, бидејќи таква е културната и секаква друга традиција, значи не само сега, туку 19-тиот век. И мислам дека на тој начин нема да биде ништо загрозено и не би требало и не може да биде загрозено, бидејќи тој е еден од столбовите на идентитетот. Па морам да се вратам во 19-тиот век, па морам и во 20-тиот век и да кажам дека така е барем во овој крај кај што живееме во Европа, дека јазикот е поврзана со таа заедница што ја нарекуваме нација, нели? И дека јазикот е идентификација или дел, слика за самата нација и целата култура и се што се создава на тој јазик. И не случајно Блаже Коневски има некаде во 80-тите години на 20-тиот век кажано една мисла која што морам да ја повторам затоа што е убава, не само заради Блаже Коневски, а тоа е дека јазикот е единствена наша целосна татковина и дека се што е создадено на тој јазик ја означува таа татковина и живее во свеста на луѓето и ја подкрепува таа национална свест. И ако еве за момент импровизираме и ставиме во графата кај што стои јазикот словенски македонски јазик, тоа би менувало ли нешто? Не, ако ставим дека тој е словенски, дека така се одвивала нашата преродба во 19-тиот век, значи словенски ориентирана преродба, тоа е факт. Меѓутоа, дали ќе мора да се нарекува словенско-македонски или ќе стои во фуснота дека тој е словенски јазик, тогаш ништо не менува, мислам, не ја менува суштината. Сега тука имаме, ако ми дозволите, и некои наши, да речам, промашувања, како нација, како народ, како заедница, а тоа е дека се повикувавме на античките македонци, па баравме зборови кои што ги не поврза со современата состојба и така натаму. Тоа е генетика. Значи, дури можем да речем биолошка генетика. Значи, ако земеме да си ја истражуваме генетиката, ќе дојдеме до различни ситуации, кој од каде, кој каков ген има или каква крв. Меѓутоа, јазикот е социјална категорија, нацијата е социјална категорија, значи дека ние се нарекуваме себе си македонци и тоа сме го прифатили дека јазикот наш што го зборуваме е македонски и не знаеме друг јазик. Значи, кога сме почнале да зборуваме, сме почнале на овој јазик да зборуваме и претходно нашите предци на тој јазик зборувале, независно како го нарекувале. Значи, меѓутоа и се што се создавало е создадено на тој јазик. Потоа учиме
зборуваме нормално и други јазици, значи не го одекуваме правото на другите да зборуваат на свој јазик и така натаму, туку напротив треба да го почитуваме, особено сега во 21 век. Значи, мислам дека јазикот е столбот, еден од главните столбови на идентитетот на заедницата, односно на народот, односно на нацијата. И сега тој столб на идентитетот дали би бил загрозен доколку бидејќи законот за употреба на јазици главно се однесува на употребата на албанскиот јазик, кој што е изгласан, но не е стапен во функција, односно не е на сила. Дали тој столб на идентитетот би бил загрозен внатре, доколку се применува албанскиот според новиот закон, а тоа е нели во институциите, таму каде што албанецот ќе побара да му се зборува, да му се преведе на албански јазик, без разлика дали е Пехчево, Струмица, Дебар или каде и да е. Дали со тоа се намалува употребата на македонскиот? Сега тука има две гледишта. Значи, јас еднаш морам да го повторам тоа што го кажав јавно, кажав дека тоа не го загрозува македонскиот јазик. Меѓутоа, би сакал тоа да го образложам и подетално. И сум го образложувал во некоја можност, кога сум имал можност, меѓутоа, значи има тука две гледишта. Едното гледиште е дека во една држава може да се зборува само еден јазик. Тоа е точно, тоа е 19 век. И ние знаеме дека такви држави се создадени во светот, тоа е крајот на 18-тиот, првата половина на 19-тиот, и дека другите јазици не биле дозволени, независно што на некои заедници, помали заедници, значи зборуваме за поголема и помала заедница, или помали заедници, тоа им бил мајчин јазик, некој си друг јазик. Меѓутоа, вемињата се менуваат и политиките се менуваат. Ова е политика, ова сега што го зборуваме. Или јазична политика, или политика во јазикот, како сакате. Или пак стекнато право да речеме, една заедница која што живее во мултикултурна држава. Така, и политиките се менуваа. Едно време било забрането, дори се казнувало. Ние знаеме ситуацијата со македонците во Република Грција по создавањето на државата, зборувам некаде по балканските војни, значи по освојувањето и по преземањето на територијата на географска Македонија, дека се казнувало ако некој прозборел македонски. Ние знаеме такви ситуации. Знаеме не само таму. Знаеме такви ситуации на многу места во светот. Меѓутоа, знаеме и обратно либерални, слободни ситуации кога што се подоцнежни од овие првиве, каде што им се овозможува, дури се поттикнуваат помалите заедници да го користат својот јазик, да создаваат литература на својот јазик, да имат театри, филмови, музика и така натаму и така натаму. Сега во овој 21 век во кој што живееме, таа политика преовладува. Значи да се почитува јазикот на другиот. Сега не значи според мене ако го прифатиме овој закон, значи за јазиците, не случајно се вели закон за јазиците, бидејќи точно е дека албанскиот е таму најголем, не значи дека треба да се дека ќе отиде македонскиот јазик, дека ќе го снема македонскиот стандарден јазик. Значи се тоа зависи од како живеат луѓето меѓу себе и каква политика уредуваат и каква држава сакат. Ако сакаме една држава за сите, значи заедничка држава, тогаш мораме да го почитуваме тој другиот. Независно дали е помал или ваков или онаков, ние секогаш можеме да го опишеме на какво било начин тој другиот и обратно. Да бидеме свесни дека и помалите заедници можат поголемата заедница да ја опишуваат како негативна, може би имаат негативни искуства, може имаат позитивни и така натаму. Значи не мислам да резимирам, да заклучам, не мислам дека македонскиот јазик ќе биде загрозен со овој закон. Напротив, македонскиот јазик е обединувачки фактор. Значи, еден што зборува помал јазик со друг, кој што зборува исто помал јазик, не македонски, меѓу себе ќе се разберат на македонски. Мислам, во даден случај, што не е случајно, затоа што живеат во една држава и сега ние треба да направиме, да ги привлечеме, да зборуваат македонски, односно да им покажеме дека македонскиот јазик не го негира нивниот јазик или нивниот столб на идентитетот. Затоа се воведува јазикот исклучиво во институциите кои што се на државните или во локалната самоуправа. Меѓутоа во училиштата ќе се изучува и македонскиот јазик, што е неоспорно со законот. Апсолутно, и тој е јазик на заедничката комуникација. Значи колку да е мал тој македонски јазик, во оваа држава е јазик на заедничката комуникација и тоа имаме можности и во практика да го видиме. Не знам, се отидете најпросто да кажа, да отидеме на пазар, ќе видиме дека луѓе кои што не има мајчин македонскиот јазик, или на некој друг мајчин еден друг јазик, меѓу себе ќе се разберат на македонски. Освен ако
ако едниот од нив не го знае јазикот на овој другиот. Што не е лоша работа, зошто па да не? Професоре, дали забележувате тенденција на, да кажам, зборување и говорење на нестандарден македонски јазик, односно подривање на самиот јазик, бидејќи постојано има коментари, дали се тоа на социјалните мрежи, дали се форуми, дали се на конференции, дека не го негуваме доволно македонскиот јазик. Ако сте забележале таква тенденција, каде тоа најчесто се случува? Кај политичарите, новинарите, писателите, професорите, бидејќи сите тие се занимаваат, нели, пред се јазикот им е алатка за нивната работа. Апсолутно, и негувањето на стандардниот или литературниот јазик е многу важна работа. Значи не може и не сме да се настапува јавно, барем во емисии, да речеме, од овој тип, или да речеме во собрание, или да речеме некоја јавна комуникација на научна конференција и така натаму, ако не се познава до совршенство стандардниот јазик. Меѓутоа, повторно велам, ние сме 21. век, постојат и стилови, постои разговорен стил, постои диалект, постои нешто што е незадолжително зборување и така натаму. Тогаш се употребува сигурно, дека би било малку и дури смешно, да речеме, на пазар да се обратите со стандарден јазик, бидејќи се наоѓаме во една средина и живееме во таа средина. Не се прилагодуваме, но се знае до каде. Она што е многу важно, дали постои свеста, големото прашање е дали постои свест дека ова и ова е стандарден јазик, дека ова веќе значи остапување. Токму улогата на школството и воопшто на цивилизацијскиот развиток е таков дека треба да ја создаде таа свест. Сега и обратно можам да кажам дека ме радуваат некои дискусии на социјалните мрежи, читам вака од време на време дискусии во кои што вели ова не е литературен македонски или ова не е стандарден македонски. Значи не некоја, туку постои свест за тоа дека се отстапува од стандардот. Апсолутно школството е основно тука. Од најосновното, од нулто образование до највисокото образование, кое што треба да им покаже дека ова е тој македонски стандарден јазик. Истовремено англискиот јазик, според одредени надписи на странските медиуми, презентирани преку извештаи, преку студии, англискиот јазик се збогатува до речиси 1000 зборови секојдневно, годишно, се извинувам, во нивниот речник во Македонија, како тоа да е малку табу тема дека некој нов збор би требало да влезе во речникот. Например, англискиот јазик се збогати со зборот селфи, кој што сите знаеме што значи селфи. Тоа е збор кој што релативно не толку одамна се појави, но влезе како стандардизиран веќе збор. Колку е дозволиво, бидејќи јазикот е жива материја? Се согласувам и сега... Да го обновуваме, да... Да, јас сум за оној пристап, јас сум за еден ваков пристап, дека мораме тука да изнаоѓаме македонски зборови, мораме да ги афирмираме, иако и афирмираме не е македонско потекло, меѓутоа мораме да ги афирмираме тие зборови да станат дел од секојдневната комуникација. Само да земеме компјутерската и другата технологија во кои што тешко навлегуваат или релативно тешко такви зборови, да речеме глувче. Сега не знам што попрво ќе речеме кога ќе се прашам себе си дали маус или глувче, мислам дека глувче би кажал, зошто не знам. Меѓутоа треба да се научам или да се научиме да ги употребуваме македонската терминологија таму кај што е потребна. Сега, селфи факт е дека и тука можеме да прифатиме селфи. Постои цел свет го употребува селфи, па дури чешкиот јазик што е многу строг во таа смисла, па дури и хрватскиот јазик кој што стандарден јазик кој што е исто така многу строг, употребува селфи. Од тоа не може да се можеби од некои работи не може да се побегне, но секаде кај што можеме. Не смееме да одиме со употреба на интернационализми, бидејќи тогаш што се случува? Го празниме македонскиот текст. Јас имам прочитано некои мои колеги или некои писатели или некои есеисти или некои колумнисти чии што текст е 80% со така наречени странски зборови. Не го разбирам. Значи не го разбирам. Да беше на англиски ќе го разберам. Да беше на француски ќе го разберав. Ама вака на ова смеса од зборови, или ако сакате сега англицизам микс, не можам да го разберам. Токму затоа
треба да се научиме да се научиме и да ја изградиме свеста да ги негуваме своите зборови. Минатата година во септември владата усвои една стратегија за унапредување на состојбата на македонскиот јазик, стратегија која што, ако добро се сеќавам, ја презентиравте вие. Токму тоа не е стратегија, да речем, само јас ја презентирав, ја представив. Што содржи стратегијата? Значи, мерките? Да. Меѓутоа, таа е стратегија на Советот за македонски јазик, на кој што во овој мандат, Совет за македонски јазик при владата на Република Македонија, на кој што во овој мандат сум председател, и таа стратегија ги содржи токму оние места кои што треба да ги унапредиме, не дека не постојат. Значи, треба да ги унапредиме. Потребни се многу големи, на вистина сериозно големи акции во врска со создавање на некои нови научни дела или обновување на старите, продолжување на таа традиција претходна. Сега тука мислам на граматики, речници, не дека ние имаме баш, токму имаме еден нов голем петотомен речник, потоа имаме еден помал еднотомник и така натаму, имаме и онлайн речник. Меѓутоа, постојано, она што го рековте со внесувањето на новите зборови, значи треба тоа да биде активно и тоа треба да биде направено и, ако смеам да кажам, интерактивно, значи меѓусебна комуникација да има меѓу употребувачите на тој јазик и на тие зборови и овие другите што се научниците, односно што е прават стандардизацијата. Второ, го поставиме големото болно прашање за македонските лекторати на странските универзитети, таму каде што се изучува или се изучувал. Значи сега полесно ги кажам се изучувал, бидејќи од година на година ги губиме своите. Тенденцијата е дека тие се затвораат, сега се активни 12 лекторати, за кои што прашање дали се толку активни. Да, се издвојуваат околу 40 до 50.000 евра за тие лекторати. Значи, тоа е една минимална сума. Значи, оние што ги испраќаме да бидат лектори во странство, ги поминуваат сите можни филтри, меѓутоа за нив треба да постои еден центар кој што ќе ги обединува. Значи, треба да постои нивно постојано образование, подука. Вие ќе одите таму и таму, значи не е исто ако одидам во Италија, не е исто ако одидам во САД и не е исто ако одидам, што знам, во Австралија. Значи, треба да добијам некоја подука, ако сум јас кандидатот, нели? Треба да добијам подука каде одам, за културата на таа држава, за начинот на живот, па дури за основните работи кои што ќе се сретнам прв пат, кога ќе се симнам од авион и кога ќе дојдам до ваму, како да постапам и така натаму. До стручна подука, како ќе им предавам на тие луѓе, кои се тие луѓе, кои се кандидатите што се запишуваат на тие универзитети, кои што имаат шанса да запишат и македонски јазик. И трето, со кои колеги ќе се сретнам, да ги лобирам, овие колеги да ги привлечам, за да може понатаму таа работа да се завршува, да се развива. За жал, ние таков центар немаме. Таков центар имаат речиси сите центри, особено оние на помалите јазици, да не зборуваме за поголемите. Значи, постојат селки, почнемо од поголемите. Постои американско културно каче, колку што знаеме, германски културен центар, постои италијански, француски и така натаму. Значи, на големите јазици, каде сме ни? Ние сме во, значи, на рамништето, меѓутоа многу подолу, да речеме Словенија, Хрватска, Србија, сега се вртам во околината наша, Албанија, да речем, каде што постојат специјални центри кои што се грижат за лекторатите во странство. Една од нашите главни задачи и една од главните задачи на Советот е токму да формираме такво центар. Меѓутоа, верува или не, тешкотиите не доаѓаат сега однадвор, доаѓаат однатре. Бидејќи ние како луѓе или како професионалци во една струка многу тешко се ослободуваме од инерцијата на моментот. Тоа значи дека овие лекторати се наоѓаат преуким, значи во рамките на ректоратот, да речеме, како институција. Меѓутоа, рацете им се фатени и финансиски и организацијски. Сега, финансиски тие се поврзани особено со Министерството за образование и наука, кое што, да речеме, ги поддржува лекторатите. Меѓутоа, секогаш кога да не речем секогаш кога се штеди на овој момент. И верувајте ми, сега се бориме многу тешко се бориме да го задржиме лекторатот по македонски јазик во Брно.
А зошто, професоре? Каде ја гледате вината во тоа? Вината, значи, ајде да речеме нема вина. Има недостаток на организација. Значи, ви кажувам, Некој решава каде ќе се затвори електоратот, одговорноста ја носиме сите. Постоеше еден професор од македонско потекло, нели по потекло од Република Грција, кој што многу се грижеше нормално, како македонец се грижеше за тој електорат по македонски јазик, тоа одеше многу успешно. Меѓутоа, човекот ги достигна тие години кога мора да оди во пензија и сега некои други го наследуваат. Сега тука е нашата грешка, што ние не создадовме нови луѓе, не тамошни луѓе, кои што ќе бидат наши приврзаници, кои што ќе речат еве, сепак не треба да го укинеме електоратот по македонски јазик, туку треба да ги најдеме и изнајдеме начините тој да продолжи. И понатаму се постигнува, се потпишуваат меѓународни договори за културна, научна и секаква друга спортска соработка, потоа се потпишуваат меѓууниверзитетски договори. Открив, за жал, што многу ме заболе, дека тој договор со Брно, меѓу УКИМ и Брно, Универзитетот во Брно не е обновен најмалку 2 години. Тоа многу ме заболе. Значи, тука е нашата вина. Ја сваќаме и нивната. И тие сакаат да ги скратат трошоците, бидејќи се кратат трошоците на студирање, на буџетите на универзитетите и така натаму, па и така овде немаме, сега да преминам на колоквиален стил, и така овде немаме подпишано договор, па дај, нема да го укинеме електоратот, ама ќе им понудиме некоја друга можност. Што се случува во центрите? Словенија ќе ја споменам и Хрватска како најуспешни, и Србија не би требало да ја забравиме. Што се случува? Ако некој универзитет не сака или не може од објективни или субјективни причини да го финансира електоратот по хрватски или словенечки, тогаш настапува токму тоа тело, тој одбор кој што е врзан со министерствата и со владата, и го финансира за определен период електоратот. Електоратот си наоѓа стан под овие или оние услови, му се плаќа, добива месечна плата. А телото од каде? Буџетот од државниот? Телото го, да, од државниот буџет. Например, што се, еве сега еден пример со Хрватска, Универзитетот Ломоносов во Москва, еден од најпознатите славистички центри, да речем, немаше можности од овие или оние причини да го финансира електоратот по хрватски јазик. Хрватската страна го финансира својот електорат. Значи, не го укинува или го повлекува. Ние не можеме да реагираме во момент, како што треба, во миг да реагираме. Да, еве, ние сега ќе скокнеме тока, па ќе се договориме, па ќе подпишеме, оди се работа на договор, вклучувајќи го и ова, затоа што овие работи околу македонските електорати се распрснати во многу институции. И нема кој сето тоа да го збере на едно место и сето тоа да го состави и да побара толку средства се потребни за ова. Нели е Министерството за образование најповикано? Најповикано е, ама тоа тело е меѓуресорско тело. Тоа значи дека тука треба да биде Министерството за образование и наука, дека тука треба да биде Министерството за надворешни работи, дека тука треба да биде Министерството за култура. Значи, од сите тие центри да едно координативно тело, да постои едно координативно тело кое што ќе ги координира работите, кој што ги има увид како течат работите. Втора, лекторите не ги испраќаме само и ги, значи што не се случува сега, ги испраќаме лекторите и ги оставаме сами на себе. А тие треба постојано да бидат тука и во контакт со својот центар. Значи треба ова да направите. Да им направиме учебници. Ние имаме одлични лектори. Мислам да се покажале во практиката, се покажале. Меѓутоа, сами се снаоѓаат, прават некои своји учебници, па благодарејќи на тамошната средина, издаваат некои своји учебници, за подуки на јазикот и така натаму и така натаму. Постои семинарот за македонски јазик, меѓународниот семинар за македонски јазик и литература и култура, секаде постои. Тоа е летна школа. И тоа е во ред, и така треба да биде. Меѓутоа, ова тело треба да работи преку цела година и сите тие подуки да се одвиваат во тој, да го наречам, и го и предложивме да се именува Македонистички центар или Македоникум. За жал, еве јавно апелирам, многу тешко оди таа работа. Значи, заради инерцијата, не дека луѓето се противат, заради инерцијата. Меѓутоа, чија инерција?
Инерцијата на целата таа наша средина и на целата наша администрација. Оти многу е тешко да побарате дека лекторатот во Брно го зедовме како пример, се укинува и дека тука во овој момент ние мораме да скокнеме од есен за да не го укинеме. Понатаму ќе потпишеме тие договори, ќе ги дотераме тие договори, ќе го направиме секако што треба. Значи не сме научени да работиме така. Само да ве потсетам, ако ми дозволите, постоеше во времето на социјализмот Комисија за културни врски за соработка со странство, каде што постоеше по еден одбор за лекторатите по македонски со странство. Мора да го споменам господинот Михаил Бандек, кој ја водеше таа комисија од административна гледна точка, некои незини председатели беа многу угледни луѓе, академикот Матеја Матерски, например, и така натаму. Таа комисија работеше перфектно. Ете, тоа е тој центар. Потоа се, заради некои X причини, скапо, ефтино, знаете како оди тоа, се укина таа комисија и многу работи загубивме со тоа. Професоре, правописот претрпува промени во 50-тите, 70-тите и 98 година и се до неодамна кога излезе еден понов. Доволно ли е ова? Значи, правописот треба постојано да се дотерува, да се мазни, да се изградува и така натаму. Меѓутоа, не смеа да се менуваат неговите основи. Основите се поставени 45-та година, кога е излезено првото издание на малата книжка Правопис, чии што годишнини ги прославивме, и правописот мора да биде стабилен. Зошто? Затоа што ние како мала средина мораме да го негуваме она што сме го постигнале. Бидејќи многу лесно е да се растои, многу тешко е да се создаде. Особено тоа е важно кај малите средини. Можат германците да си дозволат да сменат некоја буква или така натаму, или можат некои поголеми центри, да речем, британски англиски, американски англиски, австралијски англиски и сите други варијанти да си ги дозволат тие своји варијанти. Меѓутоа ние мораме да го негуваме она што сме го достигнале, бидејќи на тој начин ја задржуваме стабилноста. За крај би ве прашал која е фелата која што најмногу треба да работи на изговорот, на пишувањето на македонскиот јазик. Пак ќе кажам, дали се тоа политичарите, новинарите, професорите? Значи професорите, но не само тие, обучувачи. Постојат центри за обука. Обука за телевизија, за радијата, обука на политичарите, обука во театрите, како што постои. Театрите имаат своји лектори и така натаму. И овие центри исто така функционира, или центар, како сакаме да го наречеме, функционираше на времето и тоа многу добро. Меѓутоа, секогаш се случува нешто, пак ќе се каже, ете, нема пари за таков центар. Тој центар треба да биде од основното, повторувам, од нулта до крај во образованието, да постои обука или подука за правилен изговор, ако веќе зборуваме за тоа, за правилен изговор или правилно пишување или креативно пишување. Ние се обидуваме повторно, и тоа е една од мерките на Советот, да ги воспоставиме овие центри. Секогаш се поставува проблемот за парите. Ако земеме реално, ако размислиме вистински, ќе видиме дека не се работи за големи пари. Мислам, може би за еден човек се големи пари за една единка во општеството, но за една институција тоа се навистина многу мали пари. И мене навистина ме чуди како секогаш кога ќе дојдеме на такво прашање ќе се покажа дека нема средства, дека нема пари, дека работата оди многу тешко. Мислам дека не е во тоа суштината, бидејќи не се големи проекти поврзани со националните науки, особено со македонскиот јазик. Практички не постојат. Институтот за македонски јазик, Институтот за македонска литература, Институтот за македонска историја или Националниот институт по историја, не знам кога последен пат добиле средства за национални проекти, а многу постигна. Се издаде речник, се издаде комплетна историја на македонскиот народ и така натаму и така натаму. Значи, не смееме да си дозволуваме таа инерција. Професоре, благодарам на одвоеното време. За крај, бидејќи е практика на Студио 1, ова последново дело на нашата драга Санта Аргирова, Времето на Перунов, политички трилер. Како ваше сеќавање што гостувавте во Студио 1, се надевам не и последно. Со најголемо задоволство, ако е тука Санта, ќе ја замолам да ми ја потпише книгата. Ви благодарим уште еднаш. По кратката пауза